Употребата на смртната казна во Соединетите Американски држави е под лупа уште еднаш, откако државата Алабама употреби азотен газ за прв пат во јануари за да погуби осуденик на смрт. Државите бараа алтернативни методи за погубување бидејќи лековите за смртоносни инекции станаа ретки. Но се уште не е постигнат консензус за тоа која форма на извршување на оваа казна се смета за најхумана. Some states are looking at a return to the firing squad. Некои држави гледаат на враќање на убиството со огнено оружје, други гледаат на струен удар. Ниту еден метод на екзекуција не треба да нанесува болка и страдање, и тоа е нешто што државите го сметаат за стандард. Неуспешната смртоносна инекција на сиријски убиец во државата Ајдахо минатиот месец поттикна обновени повици од страна на Европската унија до Соединетите Американски држави да го следат светскиот тренд и да ја укинат смртната казна. Во 2022 година околу 55 земји во светот дозволија смртна казна. Смртната казна не делува како пречка за криминал. Напротив, мислам дека се уште се можни грешки на правдата и тие се неповратни. Сепак има знаци дека плимата се менува. 27 од 50 американски држави ја задржаа смртната казна во нивните судски системи, но само 5 од нив екзекутираа луѓе минатата година, со што вкупно 24 лица беа убиени. И јавната поддршка за смртната казна за осудените убици кај демократите постојано се намалува последниве години според анкетите на Галуп. Минатата година само 32% од демократите се изјаснија позитивно во споредба со 81% од републиканците. Загриженоста за правичност, еднаквост и правда, мислам дека ја поттикнува оваа промена во националниот разговор. Иако ја признава загриженоста на оние кои сакаат да ја укинат оваа практика, наведувајќи ја суровоста и можноста за невино лице да биде осудено на смрт, професорот на правниот факултет во Њу Јорк Роберт Блекер не гледа дека смртната казна целосно ќе исчезне. Единственото морално оправдување за казната е одмаздата. Тоа е затоа што некои луѓе вршат злосторства што се толку грозоморни, со став што е толку презирен што едноставно заслужуваат да умрат. Како председателски кандидат во 2020 година, Џо Бајден вети дека ќе укине смртната казна, но под неговата администрација имало некои недоследности, велат аналитичарите. Одделот за правда прогласи мораториум на федералните екзекуции во 2021 година, но остави зелено светло за капиталната казна за извршителите на масовни убиства во Питсбург, Пенсилванија и Бафало, Њу Јорк. Поранешниот републикански председател Доналд Трамп, кој бара втор мандат на функцијата, предложи смртната казна да се користи за дилерите на дрога. Историски сепак смртната казна никогаш не била главна грижа на американските гласачи во изборните години.